Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Нова надеж за мир по 2 години војна. Израел и Хамас ја прифатија првата фаза од мировниот план на Трамп. Осомничени 8 лица за тендерски злоупотреби од 106 милиони денари во ЕСМ, приведен собственикот на Марковски, вработен во неговата компанија и соработници. Нино Васев се подпишувал за условната терапија, нови сведоштва за работата на онкологија. Екс-директорот бара укинување на мерката притвор. Подземни сообраќајници, младински центри, нови улици и паркови. Кандидатите за градоначалници ги промовираат ветувањата во изборната кампања. Нови законски измени за оданочување на онлайн нарачките. Фер пазарна игра или крај за ефтините нарачки од Тему и AliExpress. Во овие вести во живо ги пренесуваме последните информации од судската постапка за случајот онкологија 2 за набавката на лекови на оваа клиника. Останете со нас. Радости во одушевување и во Израел и во Газа предизвика информацијата на Трамп дека е прифатена првата фаза од неговиот мировен договор. Едните очекуваат враќање на најблиските, другите враќање на мирот и условите за живот. Вечерва треба да стартува примирието, а од утре и повлекувањето од Газа и ослободувањето на заложниците. Одлуката ја поздрави и меѓународната заедница. Емилија Штериев ги има деталите. Израел и Хамас постигнаа договор за првата фаза од мировниот план на Трамп за појас од Газа. Американскиот председател го објави постигнувањето на договорот, истакнувајќи го како чекор кон траен мир. Многу сум горд што објавувам дека Израел и Хамас ја подпишаа првата фаза од нашиот мировен план. Ова значи дека сите заложници ќе бидат ослободени многу наскоро, а Израел ќе ги повлече своите трупи на договорена линија, како прв чекор кон силен, траен и вечен мир. Сите страни ќе бидат третирани праведно. Ова е голем ден за арапскиот и муслиманскиот свет, Израел, сите околни нации и Соединетите американски држави, и им се заблагодаруваме на медиаторите од Катар, Египет и Турција, кои работеа со нас за да се случи овој историски и невиден настан, стои во објавата на Трамп. Израелската влада на денешната седница формално ќе го одобри договореното со Хамас, пошто прекинот на огнот во појасот Газа веднаш ќе стапи на сила, а израелските трупи ќе почнат да се повлекуваат на договорена линија, за што се предвидени 24 часа. Откако тоа ќе заврши, ќе почне рокот од 72 часа за Хамас да ги ослободи 20 живи заложници, додека предавањето на телата на починатите 28 заложници ќе трае подолго. Со одобрувањето на првата фаза од планот, сите наши заложници ќе бидат вратени дома. Ова е дипломатски успех и национална и морална победа за државата Израел, напише Нетањаху во објавата на социјалните мрежи. Согласно договореното, Израел треба да ослободи и околу 2000 палестински затвореници и да дозволи влез на хуманитарна помош во Газа. Ги повикуваме председателот Трамп, државите гаранти на договорот и сите арапски, исламски и меѓународни страни да ја принудат окупаторската влада целосно да ги спроведе своите обврски според договорот и да ја спречат да го избегне или одложи спроведувањето на она што е договорено, се вели во соопштението на Хамас на Телеграм. Пораката за добрата вест од Египет на ливче хартија, напишана рачно, му ја врачи Рубио на Трамп за време на настан во Белата куќа. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. Палестинците во Газа и семејствата на заложниците во Израел го слават пробивот кој дојде по 3 дена интензивни преговори. President Trump, thank you very much. אנחנו מודים לו. הילדים שלנו לא חוזרים הביתה בלעדיו. הם חוזרים! الحمد لله على وقف اطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل، وطبعا مش انا بس لحالي فرحان، كل قطاع غزه فرحان، بل كل الشعب العربي كل العالم فرحان بوقف اطلاق النار ووقف شلال الدماء. كل الشكر والحب للي وافقوا معنا ووقفوا معنا. الحمد لله اليوم أعلن الرئيس ترامب إنه الحرب وقفت، وإحنا والله كتير مبسوطين إنه الحرب وقفت،
وهذا إشي مفرح والله إلنا، وبنشكر إخواننا أي حد ساهم ولو بالكلام عن إنه يوقف هذا الحرب ووقف شلال الدماء. Светските лидери, вклучително и генералниот секретар на Обединетите нации, го поздравија договорот. Според аналитичарите, ова е значаен момент, но нема гаранција дека ќе се постигне мировен договор за Газа, бидејќи двете страни доправа треба да разговараат за уште 16 точки од планот на Трамп, а најтешки ќе бидат прашањето за разоружување на Хамас и идното управување со Газа. Емилија Штериов, Сител телевизија. Постигнали Трамп историски успех за Нобелова награда за мир, Израел и Хамас во мировен процес, за иднината на Палестина и дали решението на Трамп може да биде вовет и за решение за Украина, меѓу предвидениот мир и светските очекувања. По тема на денот со Златко Кузманов, експерт за безбедност. 8 лица се осумничени за тендерски злоупотреби од над 100 милиони денари во ЕСАМ. Според информациите од истражните органи, приведен е собственикот на Марковски компани, вработен во неговата компанија и соработници кои биле инволвирани во постапките во РЕК Битола. Помеѓу осумничените се и лица кои биле опфатени во претходни постапки. На случајот работи обвинителството од Битола по пријава од финансиската полиција. 6 лица се приведени под сомнение за злоупотреби тешки над 100 милиони денари во државната ЕСМ. Меѓу нив е и собственикот на Марковски компани, фирма која до промената на власта лани за помалку од 5 години инкасирала над 140 милиони евра од тендери во РЕК Битола. Станува збор за Борче Марковски, кој во последните 10 години е и конзул на Белорусија во Македонија. Покрај него приведени се и уште 4 технички директори од поранешното раководство на ЕСМ, а дополнително се сомничат и уште 2 лица кои во моментов се под мерки на обезбедување бидејќи се дел од истраги за други дела во Битолскиот енергетски комбинат. Како што дознава Сител, Марковски земал 106 милиони денари за да демонтира, транспортира и монтира погонски станици од РЕК Осломе и во РЕК Битола. Марковски ја извршил демонтажата и транспортот, но лентите за одлагање и скопини никогаш не биле монтирани во Битолскиот енергетски комбинат. Истрагата се сомнева и во потребата од оваа операција. Извори на Сител откриваат дека самиот рударски проект прецизно предвидувал транспорт на ископините со багери и камиони, па се собираат докази со цел да се докаже дека распишувањето на тендерот единствено имал за цел да испумпа пари од државниот буџет. Приведените во моментов се во полициска станица и се очекува најдоцна утре наутро да бидат изведени пред судија на претходна постапка. Марковски компани во последните 5 години од државата има добиено најскапи тендери според цената на услугите, и тоа често со непосредно спогодување. Анализите покажуваат дека оваа фирма за 5 години добила вкупно 66 тендери тешки 141 милиони евра, при тоа ангажирајќи за подизведувачи фирми кои се блиски со поранешното раководство на СДСМ. Во ЕСМ се апсеше во повеќе наврати во последните година дена. Во декември лани во случајот Адитив беа опфатени 29 лица, меѓу кои поранешниот директор Васко Ковачевски, кој се уште е во бегство. Во мај годинава обвинителството поднесе обвиненија против уште 7 лица за наводни малверзации со тендери. Александар Спасовски, Сител телевизија. Продолжи постапката во случајот Онкологија 2 за работата на екс-раководството на клиниката. Денеска во судница се дочија и вработени и поранешни членови на управниот одбор. Информациите ги има колешката Тамара Дичевска, имаме во живо во овие вести. Тамара, обвинителката во случајот останува иста. Има ли нови барања од страна на одбраната на ВАС? Да, одбраната бара на прво обвинетиот, екс-директорот на онкологија Нино Васев, да му биде заменет ефективниот притвор или со куќен притвор или со мерки на предпазливост, бидејќи додека тој е во затвор не можат да соработуваат детално со него, бидејќи тој се гони во 2 предмети, онкологија 1, онкологија 2, за едното е за несовесно третирање пациентите, другото за набавката на лекови. Во овие 2 предмети има многу работа според неговиот адвокат, а не можат да соработуваат со него додека тој е во затвор, односно им одзема многу од времето. Како што кажа и ти, денеска се одржа и судење тука во кривичниот суд со тројца вработени од клиниката за
онкологија сведочија дека пред Нино Васев да биде директор на онкологија не се земале лекови на реверс, а откако тој бил директор се земале лекови на реверс без претходно склучени договори, но во одбрана на Васев неговите адвокати велат дека тоа се правило бидејќи станувало збор за тешко болни пациенти, им биле потребни итно лекови да не ги чекаат тендерите од Министерството за здравство, станувало збор за пациенти кои што се тешко болни да не им се развие канцерот или пак во најлош случај да починат. Деталите од денешното рочиште ги гледаме во продолжение. Адвокатот на екс-директорот на онкологија Нино Васев бара да му биде укинат притворот. Против Васев се водат 2 судски предмети за онколошките пациенти за набавката на лекови кои се обемни, а адвокатите не можеле по 3 сати во затворот Скопје да работат со обвинетиот. Со тоа му се нарушува правото да се брани, вели адвокатот Боби Спирковски. За нас е клучно да му се овозможи на доктор Никола Васев да се брани како што го лекува. Да може да работиме на дневна основа. Предметите се огромни и бараат негово присуство, ката дневно не можеме без него да работиме. Денеска во судот беа присутни тројца сведоци вработени во клиниката. Раководителката на аптеката на онкологија, која работи таму од 2012 година, сведочеше дека пред Нино Васев да стане директор на клиниката не биле земани лекови на реверс. Реверс не постоеше, постоја позајмици од други клиники на мала количина лекови, ако има моментален недостаток, меѓутоа тоа никогаш претходно не се правило на условен буџет, кажа таа. Се земале лекови на реверс од условен буџет и пред да се склучи договор со добавувачот, одговори сведокот на прашање на обвинителката. До декември 2021 година цврсти нарачки по однос на сите лекови се правени од јавни набавки. Кога се прави тоа се доставува до аптека и до доставувачот. Кога се прави набавка за реверс, значи дека јавната набавка не е завршена. Цврста набавка се прави кога јавната набавка е завршена и се наведува бројот на договорот. Во реверс такво нешто не постои, кажа таа. Според адвокатот, ирелевантно е дали се давале лекови на реверс пред Васев, процедурата била легална и законска. Им фалеле лекови на пациенти кои имало можност да им се влоши состојбата и да починат, па наместо да ја чекаат тендерската постапка на Министерството за здравство, која траела долго, земале лекови од добавувачи кои било известно дека ќе го добија тендерот. Се е легално и било во функција да се обезбеди за лежечки пациенти, не за некои што ќе дојдат. Тие што биле на клиниката им снемувале лекови и биле во ситуација да се доразболат или да умрат. И во таква ситуација директорите реагираат, особено Васев, дајте ни лекови луѓе. Нашли таков начин, тоа функционирало и пред него и функционира и денеска. Шолтерската работничка рече дека додека Васев раководел со клиниката, имало негов подпис на извештаите за лекови од условен буџет. Но таа пракса веќе не функционирала на клиниката, сега секој втор четврток извештаите се одобруваат на стручен колегиум. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Пулмологот доктор Шаини, на кого беше пукано на улица во центарот во Куманово пред 2 дена, денеска беше пуштен од болница и си замина од клиничкиот центар. Шаини бара да не се политизира настанот со пукањето, бидејќи како што вели немал политичко непријателство со никого. Носителот на советничката листа на ДУИ во општината Липково, кој беше застрелан среде центарот на Куманово, е пуштен на домашно лекување. Тој во разговор за Сител вели дека се чувствува добро и најави дека утре детално ќе соопшти пред јавноста информации за целиот случај. Министерството за внатрешни работи се уште трага по напаѓачот, кој беше идентификуван како 36 годишен маж од Гостивар. Полицијата ја приведе и сопругата на ранетиот доктор под сомнение дека е поврзана со обидот за убиство на нејзиниот маж. Се работи за 43 годишна жена од Тетово, а на службен разговор во полициска станица беа повикани уште 6 лица. Подземни сообраќајници, младенски центри, почисто Скопје и исправување со урбаниот хаос. Ова се само дел од проектите кои градоначалниците за Скопје ги презентираа пред граѓаните. Ке се пробие подземната сообраќајница под Лимака, улицата Даме Груевке стане булевар. Проекти со кои ќе се направи пресврт во централното градско подрачје, ветува Орце Ѓорѓиевски во трката за прв човек на Скопје. Кандидатот на ВМРО ДПМН има предлози за повеќе паркинг места на овој потек. Таа ќе има 6 ленти, 4 за двосмерен сообраќај за автомобили, 2 за автобуси и дополнителни тротоари за пешаци. Новиот кружен тек кај Нова Македонија и двата кружни тека кај булеварот Кочо Рацин и улица Железничка, кај што се наоѓаме во моментов, ќе донесат побезбеден проток и паметни сообраќајни решенија според
европските стандарди. Шукова од СДСМ пак со идеја за младински центри за полесен пристап на младите до компаниите и до обуки, но и ваучери за млади и за социјални категории скопјани. Во нив би се одржувале обуки и тестирање за насочување на младите за правилен избор на средно и високо образование, а би соработувале и со Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Фондот за иновации и технолошки развој. Овие центри ќе овозможуваат и скромна финансиска поддршка на бизнис плановите на нивните посетители, но и ќе служат како врска меѓу младите и инвеститорите за олеснување на патот кон успеси во бизнисот. Мециновиќ од Левица советувања за почисто Скопје. Уверен е дека тој влегува во вториот круг за градоначелник на метрополата. Наместо изворите на загадувањето и го посочува прстот кон сиромашните како тие да се криви наместо да ги третира изворите, затоа нашата борба би била на повеќе фронтови. Пред се треба да се чистат улиците, а редовно да се воведе автоматски систем на чистење на булеварите. Понатаму инспекцијските служби во град Скопје треба да се окрупнат затоа што нема доволно инспектори и тие работат во субоптимални материјални услови, треба да се обезбедат работни услови за нив, да се набават дронови за да можат ефикасно на терен да ја обавуваат својата работа. Справување со урбаниот хаос и проект за објектот кај главната пошта ветува Александар Трајановски од коалицијата Искуство за успех. Една од најмаркантните градби во овој град скапува и оставена на времето на Забот. За овој објект предвидуваме целосно превземање од страна на градот Скопје, каде што ќе биде лоцирана главната градска инспекција, како и градскиот урбан планинг центар, каде што сите урбанистички планови, деталните урбанистички планови и секако генералниот урбанистички план ќе биде изложен и во физичка форма, во материјална преку макета. Уште 10 други кандидати ќе се најдат на гласачкото ливче, што ќе го добијат скопјани на 19 октомври. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Нови инфраструктурни проекти и поголема хигиена најавуваат и кандидатите за градоначалници во општините во Скопје и низ државата. Крафт Стрит, улица на занетчи и за центарци, ветува Герасимовски, кој трча за градоначалничкото столче по втор пат. Вели дека оваа улица ќе биде простор за промоција и развој на бизнис идеи. Во центар за прв пат воспоставуваме Крафт Стрит улица на занетчи. Сите занетчи, уметници и производители ќе добијат свој простор за развој и промоција на идеи и бизнис, а граѓаните ново катче со уникатни македонски производи за центар што го сакаме. Најава за реконструкција на повеќе главни сообраќајни артерии денеска пристигна и од Бован Стевковски, кој повторно трча за градоначалничкото столче во Газибаба. Сме во населеното место Ченто, каде во тек е реконструкција на улицата Палмиро Толјати, една од поважните сообраќајници во општина Газибаба. Проектот опфаќа реконструкција комплетна на главната улица и на сите нејзини краци во вкупна должина од 2,5 километри. Вкупната инвестиција на овој проект е 37 милиони денари, средства обезбедени од владата на Република Македонија. Справување со дивите депонии, ново комунално предпријатие и нови паркиралишта, ветува кандидатката за градоначалничка на Карпош, Мојсова Мијоска. Во мојот мандат ќе понудам конкретни решенија за сите карпошани. Ќе се справиме со дивите депонии, со формирање на ново комунално предпријатие. Ќе ја модернизираме општината со нови градинки во Влај и Нерези. Ќе вложиме во младински културен и спортско-рекреативен центар, како и во нови паркиралишта за полесно секојдневие. На 19 октомври заедно да покажеме дека Карпош може подобро. Подобро водоснабдување и нови улици најавува кандидатот за градоначалник на Делчево Иван Гуцевски. Нова фекална канализација за жителите од први район, на местото Вигано скалата, како и подобрување на водоснабдувањето во овој дел од градот и проширување на постојниот дуб, се со цел изградба на нови улици во населеното први район. Затоа, почитувани сограѓани, вистинскиот избор на 19 октомври мора да биде бројот 9. Кандидатот за градоначалник на Левица за аеродром најави дека хигиената ќе биде негов прв приоритет ако стане градоначалник. Број 1 приоритет во оваа кампања е чиста општина. Гледаме како во изминатиот период се трошат над 3 милиони евра за чистење на општината на приватни фирми, кои што реално да бидем искрени не се ни појавуваат да изчистат. Нашата цел е многу едноставна, ќе направиме реорганизација на самото јавно комунално предпријатие во рамки на општината. Габриела Лескова, Сител телевизија. Кандидатот на Вреди за градоначалник на Чаир Изет Меджити најавува промена на ликот на старата скопска чаршија како развиена туристичка дестинација. Уер Османи како кандидат на Дуи за градоначалник на Чаир од пластичарска вети поддршка за младите и жените, формирање на економски совет и проекти со кои ќе се јакне локалната економија.
Продолжуваме со обнова на фасадите на сите преостанати дуќани, зачувајќи го автентичниот изглед и претварајќи ја чаршијата во вистинска европска атракција. Модерно улично осветлување, инвестираме во нова мрежа за осветлување за да зголемиме безбедноста и да ја стакнеме убавината на чаршијата во вечерните часови. Паметни инфотабли. Поставуваме интерактивни табли на клучните точки плоштад Скендербек, Старата чаршија, Битпазар. Тие ќе нудат информации во реално време и бесплатен Wi-Fi за сите посетители. Креираме виртуелен музеј и мобилна апликација која ќе служи како модерен дигитален води со интерактивни мапи. Прво ќе создадеме економско-социјален совет. Општината, здруженијата на младите, на жените, на граѓанските организации, како и бизнисите, ќе создадат совет кој што најмалку еднаш месечно ќе се состане и ќе ја создаде стратегијата за економскиот развој. Чаир ќе го има првото школо, првата академија за наетчиство на жените, кои што ќе добијат сертификати, а потоа општината ќе ги субвенционира за да можат да отворат мали бизниси. Потоа самохраните мајки се исто така вулнерабилна група на која што општината ќе ги субвенционира за да влезат во процесот на предприемништво. Управниот суд ја отфрли тужбата на Левица против Агенцијата за медиуми за упатството за рекламирање. Идната недела треба да стигне и одлуката од Уставниот суд. Управниот суд ја отфрли тужбата на Левица против Агенцијата за медиуми поради упатството со кое партијата остана без можноста за платено политичко рекламирање за изборите. Според судот, агенцијата е самостојно и независно регулаторно тело, а директорот може да носи акти за законски предвидени прописи. За конкретното упатство, управен оценува дека не е управен акт против кој може да се води управен спор, туку дека е општ акт кој е донесен врз законски овластувања кои ги има агенцијата. Според Агенцијата за медиуми, ова решение на управен и претходното решение на Основниот граѓански суд се само уште еден доказ дека сите нивни одлуки се законски. Следната недела се очекува одлука и на Уставниот суд, каде Левица исто така поднесе иницијатива со времена мерка за стопирање на упатството на агенцијата. Според информации од Уставен, иницијативата веќе е предадена на судија известител, а како точка на дневен ред ќе се најде на следната редовна седница. Од Левица до овој момент нема реакција за отфрлената тужба. Од таму утрово само КУСО информираа дека случајот за, како што велат, медиумската цензура врз партијата е проследен до европските институции. Иако има 6 пратеници во собранието, Левица на овие избори остана без можност за платено политичко рекламирање, поради одредбите на изборниот законник, кој ваква можност предвидува само за двете најголеми партии од власта, двете од опозицијата, помали партии без пратенички групи во собранието и помали вон парламентарни партии. Покрај Левица, ваква можност нема ниту знам. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Министерството за финансии ги подготвило, а владата до собранието ги испратила законските измени за оданочување на онлайн нарачките. Според бизнис заедницата, ова е фер пазарна игра. Граѓаните пак стравуваат дека ова ќе значи крај за ефтините нарачки од Тему и Алиекспрес. Мартин Арсов пресмета како законските измени, ако би поминале во собраниска процедура, ќе се одразат на крајната цена. 18% ДДВ за нарачките од странство под 22 евра. Владата достави предлог до собранието за измени на законот за данокот на додадена вредност. Тоа ќе значи поскапување за сите производи кои досега не се оданочуваа. Например, ако маска за телефон на платформите Тему или Алиекспрес се продава за 8 евра, по измените ќе ја платите 9,5 евра. Мајца од 20 евра ќе ја купите за безмалку 24. Данок нема да се плаќа за пакет испратен како подарок, но под услов да не чини повеќе од 22 евра и да не е алкохол, парфем или цигари. Откако ќе биде изгласан во собранието, законот ќе стапи во сила 8-миот ден по објавувањето во службен весник. Првиот човек на Трговската комора смета дека оваа мерка е вистински чекор кон фер конкурентска средина. Сметаме дека до сега домашните компании беа ставени во неравноправна позиција, бидејќи големите онлайн платформи продаваа производи без дополнителни давачки, што ја нарушуваше конкурентноста и ги поттикнуваше потрошувачите да купуваат надвор од земјата. Државата не само што создава поравноправни услови за сите домашни бизниси, туку се ствара и простор за зголемување надзор врз квалитетот и безбедноста на производите кои што се продаваат и кои што се испорачуваат.
Од СДСМ оценија дека ова е уште еден удар врз граѓаните, наместо да ги заштитат интересите на обичниот човек, на младите и семејствата кои преку интернет нарачуваат ефтино. Мицкоски и неговата влада избра да им го олеснат джебот дополнително. Мора ли оваа власт да го дере народот? Кај ќе стигне за се и сешто? Зошто се удира по джебот на граѓаните и се ускратува можноста да купуваат поевтино онлайн, велат од опозицијата. Купувањето преку ефтини онлайн платформи зема голем залет и во Европа и во Македонија. Само во јуни, македонските граѓани нарачале 250 тони стока преку Тему. Од нив 95 тони биле во вредност по 22 евра и за нив не е платен ниту денар. За останатата стока државата наплатила над 680.000 евра давачки. Мартин Арсов, Сител телевизија. Раскинати се 45 договори за концесии во рударството и активирани се банкарски гаранции за 4 компании од фотоволтаичниот сектор поради непочитување на законските обврски. Пуцко Петрол, Сол Груп 5, ЕМК Доел и СНБ Енерджи останаа без лиценци за фотоволтаици. Не ги почитувале обврските од подпишаниот договор, односно не ги изградиле централите во предвидениот рок, пошто Министерството за енергетика ги активирало банкарските гаранции вредни 640.000 евра. Не се придржувале, имаме договори за користење на премиуми. Значи државата ви дава премиуми, пари, а вие не сте се придржувале кон договорите. Во случајот кога не биле исполнети обврските, ние пристапуваме да заштитиме државата, односно ако не се исполнети обврските од договорот, ги наплаќаме гаранциите. За непочитување на обврските одземени се и 46 концесии за рудници. Од направените контроли од почетокот на годинава, инспекторите утврдиле дека најголем дел не ги плаќале недоместоците за концесија, не експлоатирале согласно законскиот минимум, а немале ни еколошки дозволи. Божиновска најави засилени контроли во периодот кој следи, а недостигот од кадар ќе го компензираат со надзор преку дронови. Министерката вели дека согласно годишниот план за изградба на нови енергетски капацитети, интерес од една компанија имало и за когенеративна централа. Документите што ги видовме, значи ова се прелиминарни, што значи иницијативи има едно барање за 495 мегавати за когенеративна централа. Тоа е се што знаеме сега во оваа фаза. Божиновска поднела иницијатива за заштита на македонскиот рубин, кој е единствен во Европа, а го има во Прилеп и Мариово. Ке се бара да биде прогласен за национално минерално наследство. Министерката информира и дека крајот на месецов кај нас ќе се одржи меѓународен форум за енергија за одржлив развој, каде ќе присуствуваат на 300 учесници, меѓу кои и од Обединетите нации. Ке се дефинираат конкретни политики и стратегии за забрзување на глобалниот напредок кон одржлива енергија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва анализа за очекувањата од мировниот план на Трамп со безбедносниот експерт Златко Кузманов. До 19 часот останете со Сител. Пријатно.